Пред 30 години уредувањето на фотографии беше тешко. Буквално рачно сликавте или цртавте физички на принтаните фотографии со аерограф. Потоа се појави Фотошоп и сите тие луѓе, како фотоедитори, беа застарени. А во последните 3 години, софтверот за вештачка интелигенција целосно презеде. Сега наместо да поминувате месеци или години за да научите како се да правите рачно во Фотошоп, можете да купите софтвер, како што е, например, Евото, и да правите неверојатни уредувања на вашите фотографии, само со поместување на неколку лизгачи. Во последните неколку години фотографската индустрија ги обожаваше сите овие ажурирања. Овој софтвер ни го направи животот многу полесен, како фотографи. Но само пред неколку дена Евото отиде чекор предалеку, мислам. Го направија својот софтвер малку премногу добар, малку премногу автоматизиран. И, ги направи и самите фотографи застарени. Само пред неколку дена Евото случајно го објави својот онлайн генератор на вештачки фотографии од портрети, направени со вештачка интелигенција. Сега секој може да прикачи каква било лоша фотографија и таа фотографија автоматски ќе се претвори во професионална, како портрет. Како што можете да замислите, има многу фотографии кои се моментално бесни поради ова. Сега се наоѓам токму во средината на оваа расправија. Може би мислите дека сум професионален фотограф и собственик на своје фотостудио, би застанал на страната на фотографите и би рекол: Евото ни ја уништуваш нашата индустрија. Зошто го правиш тоа? Но од друга страна некако знам и како функционираат работите зад сцената. Исто тврдам дека сум капиталист, па како би можел да се жалам на софтверска компанија што прави навистина одличен софтвер. Ајде прво да поразговараме за овој софтвер. Напојуван е целосно од вештачка интелигенција и не зборувам конкретно за Евото. Дури не знам ни кој го создал Евото или кој е собственик на Евото. Не знам ништо за таа компанија, но знам дека неодамна истражив за собствениците и креаторите на многу други слични програми и погодете што, ниту еден од нив не е професионален фотограф. Бев шокиран дека дознав кога во многу случаи ниту едно лице во нивниот тим не е фотограф. Сега може би се прашувате исто како и мене. Како е можно некој да создава софтвер за фотографија, а при тоа да не знае ништо за самата фотографија? И од она што го видов, навистина не треба во многу случаи да има некој кој што е специјалист за фотографија. Често пати овој софтвер треба само да прави многу едноставни работи. Софтверот треба да може да препознава дамки на човековото лице или нечистотија на беспрекорната позадина. И погодете што, секој е способен да го пронајде тоа. Вие не мора да бидете професионален фотограф за да го видите тоа. И во многу случаи, програмерите добиваат А или Б излез од софтверот и едноставно одлучуваат кој изгледа подобро. Сега видов многу луѓе лути на интернет за ова, велејки дека Евото ни наложил да го користиме нивниот софтвер во минатото, како фотоедитор, па ги поставуваме нашите слики, а потоа Евото ги користеше нашите слики за да го обучи својот модел, а потоа ја уништи нашата собствена индустрија. Да бидам тотално искрен, немам поим како го создадој овој софтвер, но се сомневам дека користеле датотеки поставени од корисници, не од некоја морална причина, тука едноставно затоа што тоа би било само огромно губење време и ресурси. За ова прашање токму искористив вештачката интелигенција за да ми објасни како всушност работат овие програми и како се учат да генерираат едни такви беспрекорни професионални фотографии. Начинот на кој ми објасни беше дека големите играчи како Google завршиле 99% од работата за да ги создадат овие модели, а потоа продаваат пристап до развивачите за да ги користат истите модели. Би било невозможно компанија како Евото да создаде модел на вештачка интелигенција од нула, што би можел да реплицира се што е способен за правење на мултимилиардскиот модел на Google во моментов, како што е Nano Banana или Gemini, исто така и ChatGPT. Сега да, тие може да користат слики од прикачени од нивните корисници за да помогнат во фино подесување на резултатот од овој модел.
Но зошто би требало да го прават тоа кога веќе има милиарди одлични фотографии на интернет, поставени буквално насекаде? И погодете што? Google има пристап до сите нив. Значи, може би сте лути вие на Евото, што го направи софтверот што ќе уништи индустријата за портрети и за професионално фотографирање на луѓе, но софтверот веќе постои и е бесплатен. Можам да отидам на Nano Banana на Google, токму сега да прикачам една лоша фотографија од себе и тој ќе генерира професионална портретна фотографија потполно бесплатно. Истото можам и на ChatGPT, на било кои други. Можам да ја отворам истата слика и во Photoshop да ја одберам целата, да кликнам на генеративно пополнување или, што е модерно, Generative Fill, да го одберам истиот модел на Google, и тоа исто така ќе ми генерира професионална портрет фотографија бесплатно. Да речеме, на пример, Питер Харли е мојот омилен фотограф за портретна фотографија. Тој има многу уникатен стил. Можам да отидам онлайн кај него и да ги украдам во наводници неговите фотографии, да ги прикачам тие фотографии на Nano Banana, да ја прикачам мојата фотографија и да кажам: направи ми оваа фотографија да изгледа како сликите на Питер Харли. Или би можел само да кажам: направете ми професионална фотографија што изгледа како на Питер Харли, и погодете што? Еве ја бесплатно. И изгледа одлично. Значи, можете да бидете лути на Евото. Што го прави ова, но треба да бидете повеќе лути на Photoshop или на генеративниот модел. И треба да бидете најмногу лути на Google, затоа што ништо од ова не би можело да постои без помошта на Google. И ако не го правеше ова Google, тоа ќе го правеше OpenAI или ChatGPT. Вештачката интелигенција доаѓа по сите наши работни места, но многу луѓе се уште не го гледаат тоа. Сум вознемирен. Нормално, кога сум професионален фотограф. Целиот мој бизнис е базиран на фотографија и ја гледам како пропаѓа во реално време токму овде. И не мислам дека секој што е лут на Евото е толку лут на Евото. Мислам дека се само исплашени. Мислам дека за прв пат видоа не само што доаѓа, туку и што е веќе тука. Но мора да признаеме дека има елемент на лицемерие овде, бидејќи сите ние можеме да бидеме лути на овој софтвер што ја уништува нашата индустрија. Но со години бевме срекни што овој софтвер апсолутно ја уништи индустријата за фотоедиторите. Нели? Ако сте професионален фотограф, порано вработувавте вистински луѓе кои работеа ова работа и погодете што? Софтверот стануваше се подобар и подобар, полесен и поавтоматизиран. И потоа еден ден свативте: па повеќе не морам да го плаќам ова лице, можам само да ги поместам овие слайдери тука и софтверот ќе намерави се за мене. Извинете, фоторетушери, најдете си друга работа. Знаете дека повеќе не ми требате. Сега тоа ни се случува токму нам, фотографите. Зошто некој на земјата би вработил фотограф да фотографира кога може веднаш да генерира подобра фотографија бесплатно на својот мобилен телефон? Секој што се уште ве вработува за фотографирање на портрети или фотографирање производи, исто така, ве вработува само затоа што се уште не знае дека ова постои. Знам дека уште многу луѓе што го гледаат ова ќе бидат во негирање и ќе речат: тие слики од вештачка интелигенција дури не изгледаат реално или не изгледаме ние на нив како нас, не се реалистични, воопшто моите фотографии изгледаат многу подобро. Добро, може би вие професионалците можете да видите разлика, но не и обичниот корисник на фотографијата. Ако може просечниот човек денес да има малку подобри фотографии, но што е со следниот месец, што е со следната година? Значи, видете, Евото е софтверска компанија, како и секоја компанија за вештачка интелигенција, и тие развиваат софтвер. Тоа е нивната работа, тоа е она што тие го прават. Те ги интересира фотоиндустријата, а вам не ви е грижа за софтверската индустрија. И тоа не значи дека тие се зли или вие сте зли. Тоа само значи дека сите ние сме во свој индустрии и дека тоа е слободен и отворен пазар. И дека тие ќе се обидат да создадат работи што ќе заработаат пари, а вие ќе се обидете да создадете работи што ќе заработаат за вас пари. Случајно е дека работите во кои сме специјализирани сега можат да се направат веднаш и бесплатно од компјутер.